Вметнатата фотографија од гласачот во избирачкиот список е една од највпечатливите новини во овој изборен процес. Ќе биде исклучен и видеонадзорот во сите градинки основни и средни училишта, каде се сместени гласачките места. Но понатаму останува употребата на безбоен спреј кој може да се види само со UV ламба. Гласањето се врши лично, а право на глас има секој лице кое е запишано во изводот од избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош. Откако ќе пристигне на избирачкото место, на граѓанинот најнапред му се проверува десниот палец со UV ламба за да се види дали има траги од безбоен UV спреј. Потоа се прави проверка на документите за лична идентификација и тој се потпишува во изводот од избирачкиот список. Потоа член на избирачкиот одбор му издава гласачко ливче на кое на предната страна мора да му стави печат. Пред да се упати кон параванот за гласање, избирачот се прска со безбоен спреј. За гласање не се прифаќаат документи како возачка дозвола, здравствена книшка, ученичка книшка или студентска легитимација. За прв пат на овие избори, изводите од избирачкиот список ќе содржат и фотографии од гласачите. Личните фотографии ќе бидат во форма како на личната карта или пасошот. Во изводот од избирачкиот список ќе биде испечатена фотографијата од оној документ кој што е со понов датум на издавање. Представниците на подносителите на листите и акредитираните наблюдувачи можат од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на избирачот. Ако избирачот кој се наоѓа во избирачкиот список е неписмен или има физички недостаток, тој ќе стави отпечаток од десниот показалец на местото резервирано за потпис во изводот од избирачкиот список. Не смее да гласа избирач кој ќе одбие да се потпише во избирачкиот список и кој нема да дозволи да му биде ставен безбоен спреј. Се гласа зад параванот за гласање, со заокружување на редниот број пред подносителот на листата на кандидати и тоа исклучиво со хемиско пенкало во сина боја. Доколку гласачот погреши, нема да добие друго гласачко ливче. Превитканото гласачко ливче се става во гласачка кутија. Не смее да се дозволи гласачот да го напушти гласачкото место без да го стави ливчето во кутијата. За еден гласачки параван е дозволено да има само еден гласач, освен во случај кога на гласачот му е потребна помош. Лицата со физички недостаток и неписмените, според избирачкиот законник, имаат право со себе да повикаат лице кој ќе им помогне при гласањето. Со Уставот на Република Македонија се гарантира правото на тајност на гласачите. Забрането е семејно и групно гласање и гласање во име на друг. Членовите на избирачките одбори се должни да ги спречат евентуалните обиди за нарушување на тајноста на гласањето. Семејното и групното гласање и гласањето во име на друг значат кршење на избирачкото право и представуваат основа за нарушување на тајноста на гласањето и може да доведат до поништување на изборите. Нарушувањето на тајноста на гласањето е кривично дело во Република Македонија. Членот на изборниот орган кој работи спротивно на одредбите на изборниот законник може да заработи прекршочна пријава и глоба во износ од 1000 до 3000 евра во динарска противвредност. Глоба во износ од 750 до 2250 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече и на физичко лице кој гласа за повеќе лица или гласа во име на друг. Гласачките места се затвараат во 19 часот, а на лицата кои се затекнале во некој од објектите ќе им се овозможи да гласаат. Преки на гласање може да има доколку на гласачкото место се наруши редот, се додека тој не се воспостави. Во случај на временски непогоди и други вонредни околности, ако приодот до гласачкото место не го обезбедува полиција, а за тоа имало потреба, и доколку полицијата е повикана и не се одзвала на повикот. Доколку гласањето биде прекинато пократко од 1 час, тоа не продолжува по 19 часот, но ако е прекинато подолго од 3 часа, не продолжува истиот ден. Државната изборна комисија исто така преку општинските изборни комисии побара во институциите како средни и основни училишта, градинки и слично каде се сместени гласачките места, од 6 часот па до полнок на 11 декември да биде исклучен видеонадзорот. При тоа исто така е побарано камерите кои го обслужуваат видеонадзорот да бидат насочени кон зидот на кој се монтирани за да се овозможи тајноста на гласачите и изборниот процес во целина. Полицајците можат да влезат на гласачкото место само во случај кога се повикани од избирачкиот одбор и кога ќе забележат сериозно нарушување на редот и мирот.